civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Која е вашата оценка за политичките состојби и процеси по предвремените парламентарни избори кои се одржаа во јуни? Тоа е малку тешко заради тоа што сме во време на криза. Значи акцентот, фокусот е даден на како да кажам, на преживување. И ако ситуацијата е тешка, во Гевгелија е најтешка, затоа што кога било по ситуацијата добро, во Гевгелија било најдобро. Тоа е судбината на сите гранични места и таква е местоположбата на Гевгелија и таква е структурата на економијата во Гевгелија. Сега ги нема грците, замрено е се. Ако е во Македонија тешко, во Гевгелија уште потешко. Кога е било добро во Македонија, во Гевгелија било уште подобро ради местоположбата. Гевгелија околу 50% од локалниот од пари што се сливаат во буџетот на локалната економија се од граѓаните на Република Соседна Грција. Нив ги нема и тоа се чувствува. Значи локалниот економски развој е тесно поврзан со сето тоа. Живееме во време на пандемија која цел свет го тресе. Последниот пакет на мерки на владата беше борба за секој работно место, што покажува дека се уште сме во фаза на преживување, на биење на битката со пандемијата, и дел од мерките се за креирање на можности во пост-ковид кризата. Се надевам дека во здравствениот дел ковид кризата ќе биде минато некаде до година напролет. Не сум ни експерт, тие се моите очекувања, или ќе се навикнеме да живееме како секојдневие со ковид кризата, а се надевам дека ќе дојде до подобрување на ситуацијата и дека ќе почнеме да размислуваме за ширење на бизниси, не јас како администрација, локален гавармент, него реалниот економски сектор и економските оператори, а сето тоа колку се тие побогати, прават значи побогата држава и побогата општина, дека од почетокот на идната година, значи после пролета, би требало да дојде и до подобрување и да не забораваме дека сепак стои тоа е докажано низ историјата на светот, низ историјата на економија, секоја тешкотија во исто време значи и можност. Значи сега е време за предприемачите да креираат нови можности на база на сегашниот амбиент, ковид криза и други кризи, или уште сега да креираат нешто што ќе биде актуелно, што до сега не било актуелно. До сега нови платформи има, Zoom, не знам што значи, IT секторот веќе предначи со сите овие работи се прилагодува на ситуацијата. Се надевам дека и нашите предприемачи и во Република Македонија и во општина Гевгелија ќе го осетат тоа дека секоја криза во истовремено и можност за почеток на нешто ново, ќе го зграпчат тоа и со подобрување на ситуацијата ќе може тоа да го спроведат во пракса, тоа ќе значи побогата општина, побогата држава и на крајот целата заложба е побогато население, подобар стандард за сите нас, живот за сите во Македонија. До локалните избори има околу една година. Кои се вашите прогнози? Сметам дека голем дел од градоначалниците, најголем дел од градоначалниците, не голем дел, одлично ја извршуваат работата, застој има. Последната година може да кажем за општина Гевгелија оваа 2020 тековна заради ковид кризата, намалени приливот што е за очекување, плюс имавме, ако владата имаше економски пакет мерки и ние како општина испорачавме, кај што имаме допирни точки во економија со економските оператори од општината, пакет мерки, намалување на комуналите, намалување на истакнување за плаќање, за истакнување за користење јавна површина, тоа се е планиран приход од претходните години. Оваа година, иако го планиравме во буџетот лани, што важи за оваа година, сепак се откажавме негде за пакетот беше во висината 85.000 евра. Така да сето тоа ја намалува можноста на општината. Општината, јас сум поборник на тоа, си пуштиме нозите колку не е долга чергата, значи не влегуваме во нешто што немаме реално шанс да го платиме, ако сме го планирале. И се надевам дека идната година ситуацијата ќе биде подобра и јас имам за окружување уште 3-4 крупни капитални проекти кои до идната година секој ќе бидат отпочнати, дали ќе стигнеме временски да ги реализираме, не знам, или ќе биде после изборите. Политичката проценка е дека, мојата лична политичка проценка е дека ВМРО цело време обструваше на сите
битни прашања од суштествено значење за Република Македонија, дека народот тоа го препознава. Ке го препознае дека народот препозна, еве конкретно во општина Гевгелија, разлика од моето работење и од работењето на претходниот градоначалник од ВМРО ДПМН, јас сум од СДСМ за 8 години. Значи, друг концепт, друг пристап. Фирмите, бизнес сектор, тоа знае да го препознае. Затекна в општина 143 милиона денари долг. Сега општината не должи спрема фирмите, должи само спрема комуналното предпријатие. Значи, скроз друг концепт на работа, финансиски стабилна општина, се со цел, значи, покажавме дека не сме сите исти, иако некој упорно се труди да каже дека сите сме исти, не сме сите исти, меѓутоа, за жал, затекнавме многу лоша ситуација и видливоста на тоа што го преземаме, иако не чини многу време и многу пари, тек ќе почне да биде сето тоа видливо и ќе се осеќа бенефит од сета таа работа. Некој ќе каже крупни проекти, да, меѓутоа јас не сакам да одам до детали. Гевгелија, например, да сакам да направам крупен проект со задолжување, за кој стварно граѓаните ќе имат потреба, не можам на прашањето зошто, заради тоа што општината е веќе кредитно задолжена на тој плафон што ниедна банка нема да даде кредит. Значи, прво мора да го вратиме стариот кредит, па да може да на ново задолжување. А тоа не е резултат на моето работење. Тоа е резултат на претходното работење и затекнато сега. Така да, одредени работи да сакаме, не може да ги правиме заради тоа што се има закони, економска логика и банкарски сектор кој се владее по собствени закони. Гледам дека сите градоначалници од ГРОТО се од СДСМ се активни на терен, ги слушаат граѓаните, гледам дека има доста градежни офанзиви, помага и централната власт. Јас само може да ви кажем дека за 3 години мандат 2 милиона евра има од централната власт преку локална инфраструктура и изградба стигнато пари, тоа се регионални патишта, ама не ги користи некој од Скопје, ги користат жителите на општина Гевгелија. Тоа е паралелниот пат од Пардејци до Смоквица, кога одиме на место автопатот, тоа е паралелниот пат, после имаме од Миравци до Милетково изградено регионален пат и од Гевгелија до Негорци. Негорци е второто најголемо населено место. Тие се пари преку јавното предпријатие за државни патишта. Денар не ја чинат општината, а бенефитот го осеќаат граѓаните на општина Гевгелија. Така да имавме и акција околу 60 милиона денари со 50 милиона евра кои ги пласираше владата за помош за општините за отпишување на долговите. И тие помагна во сервисирањето на долговите. Така да постои таа конекција централна власт, локална власт. Јас сум задоволен од сето тоа и сметам дека ќе има СДСМ и на наредните локални избори. Сад не сум сигурен дали во толкава бројка, али знам дека сигурно, со сигурност сум убеден дека ќе биде победник и дека токму заради тие две причини, дека градоначалниците и централната власт се справија со проблемите успешно, народот тоа го препозна и отсуството на ВМРО ДПМН како политичка опозиција во клучните на прашања да нема став за неја на работа и да подгрева одредени национални теми кои се веќе минати треба да бидат историја, бидејќи историјата не учи. Може да не учи, меѓутоа воделката треба да не биде иднината, што ќе оставиме за идните поколенија. Колку локалната самоуправа во Гевгелија се подготвува за интеграцијата во ЕУ и колку и на кој начин се почитуваат европските вредности? Локалната самоуправа се подготвува многу поодамна, ќе ви кажам низ примери. Значи, ние имаме разни контакти со бизнес елити од странство кои се заинтересирани да градат во Гевгелија. Нормално тие со себе бараат стандарди, тие се европски стандарди кои веќе ги имат во своите земји. А ние сме и членка Гевгелија како општина на Југоисточен плански регион, што граничи со две европски држави, со Република Бугарија и со Република Грција. На секои 3 години има јавни повици за користење на европски пари кои се пласираат преку ИПА програмата, преку тие држави. Гевгелија нон-стоп добива вакви проекти и секој пат има бенефит. Тие се проекти од 200.000 евра до 500.000 евра, кои се грант од Европската унија, така да тие се секој пат еволуирани, контролирани од европски представници. Сега сме во фаза на реализација на грантот ФВ банката од Германија од 2,5 милиона евра, и што се барат меѓународни стандарди, меѓународни тендери. Значи, секако сме сите се тие донации, ние сме добитници во сите тие ситуации. И јас лично сум поборник и тако сум и воспитани по карактер, секој пат за европските вредности, тие ми се поблиски него, национализмот и сите други работи.
Гевгелија мислам дека исто така е настроена и мислам дека полека со почнување на преговорите со Европска унија се надам до крај на декември со председателството на Германија до крај на декември дека сакале не сакале нека мора да ги пременуваме тие европски вредности и принципи бидејќи сега ни е шансата да направиме држава со сите нишани и да се спречи по мене едно. Не ние да бегаме во Европа, да има масовен екзодус на млади, него Европа да ја донесеме во Македонија, да се останат младите тука сите, да се живеат на своите огништа, да се чувствуват како дома, а европските вредности што ги има во странство да ги донесеме тука. Ке се залагаме за тоа ние како општина, водиш ние тоа, во проектите што аплицираме, нонстоп ги практикуваме тие вредности, имаме една компаративна предност што сме на границата со Република Грција и така да мислам дека тие европски вредности се присутни во Гевгелија. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.